Денеска Советот на општина Прилеп го усвои заклучокот од Комисијата за процека на штета од невремето кој што го зафати подрачјето на општина Прилеп, односно населените места Големо, Мало Којнери, Кадино село, местноста Варошт. Значи, со оглед на тоа дека беа голем број на барања подоставени до Комисијата за штети од страна на граѓаните кои што беа настрадали нивните култури со последното навреме кој што беше на 23.7.2018 година, денеска Советот на општина Прилеп го донесе и го усвои заклучокот кој што ќе биде пропратен до второстепената владина комисија на владата на Република Македонија и очекуваме во најбрз временски период владата на Република Македонија да донесе одлука за сумата и опфатот со кој што ќе се изврши обештетување на овие земјоделци кои што им настрадаа нивните земјоделски култури со ова последно невреме. На првата наредна седница ќе донесе одлука од кои средства од буџетот на општина Прилеп и колкава сума ќе оддели од буџетот за обештетување на овие граѓани на општина Прилеп, како што кажав претходно, со оглед на тоа дека беше опфатена голема површина, после добивањето на извештајот, односно одлуката на второстепената владина комисија, ние ќе определиме средства се со на цел колку што можеме во рамките на можностите на буџетот да им помогнеме на овие граѓани. Со оглед на тоа дека, сакам да напоминам дека ова е прва одлука која што ќе ја донесе локална самоуправа или Совет на општина Прилеп да се изврши обештетување од буџетот на локалната самоуправа на овие граѓани кои што и настрадаат нивните земјоделски култури со последното навреме кој што го фати територијата на општина Прилеп. Советот на општина Прилеп денеска ги усвои извештаите за период од 2017-2018 година за работата на основните општински училишта и средните општински училишта на ниво на градот и ги донесе програмите за работа на општинските основни и средни училишта во градот за 2017-2018 година. Денеска Советот на општина Прилеп донесе одлука за формирање на комисија за утврдување на релација и цена на превоз на ученици од населените места до општина Прилеп, со оглед на тоа дека тој момент во делот на превозот не беше регулиран до сега, ние како Совет на општина Прилеп, како одговорна локална самоуправа, донесовме во одлука за да се формира таква комисија која што ќе изврши, која ќе утврди цената за превоз на ученици од населените места во општина Прилеп. Денеска Советот на општина Прилеп донесе одлука, односно одобрување на одлука за тримесечниот извештај на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. И во ова јавно комунално предпријатие продолжува трендот кој што воспоставя сите комунални предпријатија во градот, а тоа е да имаме позитивни финансиски импликации за работењето на јавните комунални предпријатија и од тоа посебно како Совет на општина Прилеп, како председател на Совет на општина Прилеп ме радува затоа што веќе трендот кој што воспоставя сите комунални предпријатија проминува да се реализира и со сите наредни квартали да прикажуваат позитивни финансиски извештаи. Тоа се покажува дека со домаќинско работење на јавните комунални предпријатија дека да имаат можност да им бидат во една добра финансиска кондиција. Комисијата за елементарни штети при Советот на општина Прилеп денеска до советниците на општина Прилеп го достави збирниот извештај за невремето што го зафати Прилеп и Прилепска општина од 23.7.2018 година. Значи, според овој извештај, вкупно површина беше опфатена околу 10.571.762 метри квадратни или во сума пресметана 186.609.144 денари. Да напоменам дека најмногу оштетување има тутунот, односно во процент ако би се рачунало над 60% од површината потпаѓа под тутун. Следуваат и други земјоделски култури. Исто така можам да напоменам дека застапени се житните култури и други култури земјоделски.